И еве не повторно со вас. На оваа емисија решивме да бидеме малку поразлични од порано. Ние посетивме манастир и таму ни кажува како живеат со животните на планина и како кучињата ги бранат од волците. Пајде да погледнем за што станува збор. Моментално се наоѓаме пред манастирот Свети Јован, кој што се наоѓа во селото Слепче. Тука сме да ги снимиме шарпланинците кои што ги огледуваат монасите што живеат во овие прекрасни конаци. Токму затоа сега ќе влеземе во манастирот, ќе побараме некој од монасите да ни го објасни заедничкиот живот со шарпланинците, затоа што е специфично на едно вакво прекрасно планинско место, каде што живеат луѓе кои што целиот живот му го посветиле на Бога, да се огледуваат чистокрвни шарпланинци. Па Силвана, можеме да одиме. И еве стигнавме во овој прекрасен манастир. Со нас е отец Авроси, да ви се заблагодарам што ни дозволивте да снимаме во овој манастир и пред се да му се благодариме и на отец Серафим затоа што ни даде благослов да ги снимаме и кучињата. Прво би те запрашал каков е животот тука на монасите пред да почнеме со кучињата и кажете нешто повеќе за манастирот. Така. Најнапред да ви позакам добродојавте во манастирот Свети Јован Крстител Слепче, така сме познати. За манастиров нема што многу сега моментално да се каже за животот, бидејќи сите сме посветени на надворешни изгради на манастирот. Во врска со оној монашки живот, моментално тоа останува за понатаму да се тоа доградува. Останува тоа најнеопходно, држање служби во недела, исповед на верници што доаѓаат што не посетуваат. И преостанатите денови ги користиме за изграда на конација што ќе гледаме овде, за обезбедување надворешни услови за живот во манастирот. Отец Авроси, кажете ни дали манастирот е често посетуван од страна на верниците и дали им дозволувате да ги видат шарпланинците? Така, манастирот го посетуваат најмногу во недела, кога ги држуваме службите, литургијата кога и тоа за исповед доаѓаат. И доколку појават желба за да ги видат кучињата, секој се дозволува. Дали можете да одиме да ги видиме кучињата? Секој. Ви благодарим. И еве конечно стигнавме кај кучињата. Она што ме интересира е колку време се кучињата тука и на чија беше идејата за да се донесат кучиња во манастир. Кучињава се стари 3 години, овие двете што се, овие помалите е 2 години. Идејата заради потребата на манастирот, бидејќи сме овде во планина, и имаме економија да чуваме стока и дивечот доста слегува, така да потреба ми навечер да ги чува манастирот од дивеч. Така потребата и го мената одговорни отец Серафим што ги беше донел за. А дали го чуваат манастирот? Има нешто случајно? Па навечер не знам, секој го чува како чуваат, така тоа е инстинктот ми да ви чуваат.
Значи ги имате само овие три Да, шарпаници. моментално, да. Кажете ни каков е нивниот карактер со оглед на тоа што живеат во една ваква средина, на планинско место. Дали се агресивни? Па вака спрема непознати да, но карактерот е како природа, тоа што е особината значи за таа нивна раса што е, да бидат значи чувари, да. Агресивни кога има потреба. Иначе вака спрема посебно спрема. Со нас е прилично добри, мирни, како се гледам. Така, да. А ме интересира исто така, не знам тука дали имате секојдневно служби или имате еднаш неделно. Еднаш неделно. Еднаш неделно. Како реагират на бењето на камбаните? Па има една специфична реакција, значи како виење на волти, нешто такво нешто. Значи Како пеење нешто такво. не би требало да му сметаат. Не. Како што кажавме во неспрецан разговор зад камерите, дека овие кучиња имаат педигре. Како што и гледам се добар изложбен квалитет. Сигурно многу од нашите гледачи ќе бидат заинтересирани доколку имаат женка да донесат да се спари со еден од овие мажјаци. Дали тоа е изводливо? Па да, мислам може, само треба да се побара благослов од отец Серафим за да се. Значи за тоа треба да се праша отец Серафим. Да. А со што ги храните кучињата? Па моментално со домашна значи храна колку што можеме, значи имаме услови. Им давате купечка храна во гранулација или? По некој потреби, значи ако има некој некој здравствен проблем, нешто за да се закрепи, нешто нака со домашно, со млеко до фармата и лепо. Значи знаете дека не треба зачини, значи солено, благо. Не. Млеко обично и лепо, основно. Со оглед на тоа што имате многу обврски околу манастирот, кажете ни колку внимание можете да му посветите на кучињата? Па да, кога сум премногу зафатен, че останува само за исхраната да посветиме, а кога со ослободно некој пати, мислам, по слободно време, може да се прошетка така малце низ теренот, да се така се обрати повеќе внимание. Моментално само на тоа. А како се викаат овие прекрасни шарпланинци? Машкиви, значи, овој жолтиот е Бак и другиот е Оскар, а женка во средина е Джесика. Добро, исто така ни кажавте дека имате легло во Журче. Да. Дали може да одиме таму за да го посетиме тоа легло? Секако. Благодариме и ова е стварно македонската гордост, шарпланица, затоа што потекнува од овие простори. Баш ни е мило што се гледува на ваков преубав дел. Ние што туку стигнавме во манастирот Свети Атанасije и сега ќе разговараме со сестра Ксенија. Здраво и благодарам за топлото добре дојде. Пред малку бевме во Машкиот манастир кој што се наоѓа на целото Слепче. Зборувавме со отец Авроси. Тој ни кажа дека имате легло и дека кученца се со педигре. За колку кученца станува збор? Па моментално од ова година имаме 9 кученца, од кои 5 се машки, а 4 се женски. И сите се со педигре. Едно од тие кученца што го држите во вашите раце? Да, тоа е Вики, таа е женка. Мислам кучината се малечки, 45 дена има, толку. Дали ги продавате кучињата или ги подарувате? Па, со оглед на тоа што сите се со педигреи, нели се грижат околу нив сестрите и си имаат ветеринари и така кажам, има одредени трошоци, ние ги продаваме кучињата. Значи, доколку некој сака да купе, може да се обрати преку нашата емисија. Да. Кажете ми со што ги храните овие кучиња? За кучината се спремаат посебна храна. Значи, имаат повеќе различни оброци. Им се готви месо, нели пилешко и јунешко. И ситнето, и сецкано. Имаат сува храна, значи голем дел од оброкот им е застапен како сува храна и имаат доста голем процент застапен моментално се уште на млеко. Така да различни им се оброците со оглед на потребите на кучето. Вие живеете во манастир, тоа значи дека имате многу обврски. Дали имате доволно слободно време за да ја одржувате хигиената на овие кучиња? Па да, кучињата во секој случај мора околу нив некој посебно да се грижи. Значи тие си имаат посебни боксови, внатре постојано им се врши чистење, спијат на слама,
пошто тоа е, да речем, најдобро за влакмаха на куќето. Постојано се врши исто така и чистење, и дезинфицирање, така да хигиената е запазена за куќињата. Дали во не планирате да го зголемите бројот на овие кученца? Моментално, значи имаме ние двајца мажјаци и една женка, кои што, да речем, ги чуваме првенствено заради заштита од дивеч, претежно од волци, пошто имаме, нели, и домашни животни. Понатаму како ќе биде, не можам точно да ви кажам, можно е да задржиме некој, да го размножиме, може да си остане истиот број што ги имаме сега. Значи тоа зависи од условите. Во секој случај, пошто за секој куќе треба посебно да има место каде што тоа ќе си престојува, нели, негов собствен бокс каде што ќе може да спие, да се храни и така. Спомнавте диви животни. Дали има некоја интересна случка која што се случила? Интересна случка, во зимата слегаа волците, односно волчина. Кучињата ги надушија, нели, и почнаа да лаат и трите беа пуштени, нели, двајцата шарпланинци и шарпланинката. Така да кажам дека добро сме заштитени од волци, од дивеч и од секакви други животни кои што налетуваат тука во зимно време и воопшто. Овде е како мала зоолошка градина. Еве јас во рацете држам едно маченце, значи вие имате мачиња овде, кажете ни ја нивната приказна. Мачињата останаа сирачина, да речеме, од малечки. Мајката нивна беше удаена од една лисица тука во манастирот. И сега, пошто се поголеми, ги подаруваме, нели? Заради тоа и беше причината да земеме уште едно куче, значи тоа куче е германски ловен териер јамар. Тоа е малечок се уште, меѓутоа добар е за да ги открие тие, нели, лисици, ласици, кои што ги напаѓаат, да речем, одредени домашни животни во нашиот манастир. Кажете ни колку време го имате териерот и каков е неговиот карактер во однос на шарпланинците? Териерот го имаме еден месец. Неговиот карактер во однос на шарпланинците е доста различен. Значи, шарпланинците се, посебно малечките, се доста мирни и повлечени. Териерот е доста жив. Значи, моментално гризи се, така да се уште расне. Ви благодариме, сестро Ксенија, што бевте гостопримливи према нас. Одвоивте дел од вашето време да позборуваме за животните кои што ги имате и ги чувате тука. А ние на нашите гледачи ќе им препорачаме да дојдат да го посетат ова прекрасно место, односно манастирот кој што се наоѓа на селото Журче и исто така и машкиот манастир кој што се наоѓа на селото Слепче. Денес во Пет шопот ќе ви го представиме бушавото морско прасе. Многу луѓе кога ќе го видат велат дека тоа е како искубано, но тоа не е искубано, туку е бушаво морско прасе. Оно што е потребно за да се чува морско прасе е терариум. За оние кои што не знаат што е тоа терариум, тоа е стаклен сад, исто како аквариумот, но е празен. Тоа е ова. Потребно е секојдневно да му се менува пилевина, потребно е исто така и да му се менува храна и вода. Пилевината се користи за неговите физиолошки потреби и е потребно да се менува за да не мириса во вашиот дом барем еднаш неделно. Потоа храна им се достава во доволни количини за да имаат преку ден и тоа препорачуваме од оваа храна, која можете да ја најдете само во нашиот Пет шоп, која е избалансирана со потребни витамини и минерали. Вода им се дава преку поилка, тоа е ова, која е посебна за глодари, има лагерче. Со самото притискање на лагерчето истекува вода. За овој зимски период препорачуваме од овие витамини за хрчак. Исто така му е потребен овој минерален блок за точење на забите. За нив имате и стикови кои многу ги сакаат. Тие се храна со витамини и минерали кои му се потребни на вашето милениче. Има и колачи со ориз, кои мора да напоменам дека се различни од оние за луѓе, исто така бисквити, кои во никој случај не смеете да им давате од домашните, бидејќи овие не содржат никакви шеќери и соли. За него исто така има и куќарка. За крај ќе ве посоветувам да го земете ова милениче, бидејќи ќе го разубави вашиот дом.
Ова е потресна вистинита приказна. Таа беше во несвест на пругата нејзиното куче и го спаси животот од сигурна смрт. Женка од расата Питбул, која се вика Лили, ја спаси нејзината сопственичка од сигурна смрт, а со тоа самата си го втурна нејзиниот живот во опасност. Лили излегла на прошетка со нејзината сопственичка Кристина, но додека шетаре таа ја изгубила нејзината свест на железничката пруга, а возот веќе бил на шините и се приближувал кон неа. На местото имало само еден човек кој се плашил да се приближи до шините и не сакал да си го загрози неговиот живот. Тој единствениот сведок кој на полицијата му кажувал како кучето скокнало врз жената, ја зграпчило со забите за нејзината облека и ја тргало за да се извлече од шините. I'll give my everlasting love. I promise you, you'll always be. Веднаш само што пристигнал возот се слушнал удар, па човекот мислил дека возот ги прегазил и жената и кучето. Но возот застанал и се видело како жената лежи настрана целосно неповредена, а нејзиното куче било тешко повредено на десната предна нога и на некои места на неговото тело. Според зборовите на полицискиот службеник Дејвид, кој беше на местото на настанот и кој исто така е син на Кристина, тој му ја подарил Лили на мајка си и ја зел од прифатилиште за бездомни животни. Сакал да ја вдоми со причина како куче за терапија, кое би помогнало на нејзината мајка околу нејзините проблеми со алкохолот. Навистина не можам да поверувам како некои работи се случуваат со причина. Ја пронајдовме Лили и посакавме да ја го спасиме животот, а на крај таа ни ја врати услугата. За малку само што не загина за да ја спаси мојата мајка. Лили ја спаси мојата мајка, таа ја спаси мојата фамилија. Плачејќи ова беа зборовите на Дејвид. Кога отидов во ветеринарната болница, првата работа која ја забележав беа тие прекрасни големи очи како гледаат во мене, а потоа видов дека предниот десен дел на телото ѝ е повреден, изјави Дејвид. Лили имаше 2 операции, импутирана е предната десна нога, но ветеринарите рекоа дека таа ќе може повторно да оди. Да напоменеме дека овие кучиња сите ги знаат како опасни, но еве како што можете да видите, тоа воопшто не е така. Според нас има опасни сопственици кои така ги воспитуваат кучињата, но во никој случај нема опасни кучиња. Во следниот прилог ќе разговараме со човек што сака и создава музика. Тој исто така има голема љубов кон животните. Одгледува домашно милениче, за што станува збор ќе дознаете токму во следниот прилог. Човекот што ја направи музиката за нашата шпица, исто така одгледува едно прекрасно нерасно кученце. Сега ќе ни каже нешто повеќе за него. Здраво, Мими. Здраво. Најпрво би те прашала од каде е љубовта кон кучињата воопшто? Немам само кон кучиња, имам љубов кон повеќе животни, освен кон мачки. Не знам оти неќам мачки. Сакам папагали, папагал многу сакам да чувам, но нема можност да го чувам, оти немам време. А за него знаеме дека треба да се посвети повеќе време, така да се одлучивме куче. Ти бидејќи го чувам и дома и надвор, може да се седи сегде, одгледува и мајка ми. И така се одлучив за куче. Како го пронајде твоето куче? Кученцето не го најдов јас, го најде мајка ми. На Facebook имаше објавено некоја си пријателка нејзина дека имала куче што се породило со 5-6 малечки кучиња. И се одберивме едно, се задавме Тина и така се одгледувала. Пред малку ми кажа дека името Тина има своја историја, дали може да повториш? Има историја, да, значи имав едно куче порано. И то се викаше Тина, значи беше исто како ова, во крзно и во боја и во се, и паметно беше исто како ова, и значи сакав да го наследи името од незиниот претходник. Од кога ја одгледуваш Тина? Од незиниот прв месец, сега има 6 месеци, значи 5 месеци е во мене. Освен со домашна храна, со што друго го храниш твоето куче? Купувам храна, значи со витамини што е, значи за да биде витална, да биде отпорна на бактерии, плюс е храната за крзно, се многу не се разбирам тука стручно во тоа,
ама знам дека за крзното му дава сјај некаков на крзното го прави да биде бујно и така натаму. Колку време му посветуваш на твоето куче, дали одите на прошетки заедно? Со оглед на тоа дека нема баш многу време и за мене да си посветам, на мајка ми поќе му посветам внимание, значи таа поќе со мене се гледа, иначе јас сакам да кога имам време да се релаксирам немногу со неа, ја шетам тука из населба. Мамо таму најде полишки, ќе прошетам и така. Имам и некој корзо однесено, да си најде некој. Многу другари ми се пофалија дека кога ги шетаат кучињата по корзо се вртат многу женски околу нив. Дали е тоа истиот случај со тебе? Најдов многу девојки, ама ради Тина дека беше со мене, таа го привлече вниманието, значи поќе кон неа гледа колку кон мене. Ама не врски имаше поќе, така што се залепи, ама кон Тина. Дали досега Тина била болна и на кој начин ја заштитуваш од болести? Досега еднаш била болна. Мислам дека во третиот месец она кој ќе влегва за вакцина, кој има времето за вакцинирање. 2 дена беше, значи ни јадеше ни пиеше и одма ја однесов на ветеринар, кладове 3 инекции. Сега ја вратив здрава жива дома, сега нема гајле. И вакцинирана и сите нишани на неа. Дали имаш некоја несекојдневна случка со Тина што сакаш да ни ја раскажеш? Несекојдневна случка, што мислам денес се деси пред снимањето, што се уплаши изглед од камерите. И знаеш самата дека баравме, не можевме да ја фатиме. Пете на крај успеавме, викнавме, залаживме со храната. Како реагира твоето куче на музиката додека работиш во студио? Па не е многу музикална и не реагира. Ама обично ми смета, значи кога обично лајна тие швидат тука. Значи ми смета или друг снимам, лај, но ме ќе затворам. Значи тука врати джамо и нема да има гајла. Обично се плашат и дечиња сега што идат за снимање, значи се плашат од неа, мислам не дека ќе ги касне нешто или дека е лоша. Ама се игра со нив, значи скока на нозете ги гиба и така. Мими, ти благодарам што гостуваше во нашата емисија и исто така ти благодарам што ја направи музиката за нашата шпица. И дојде крај на уште една емисија, пријатели. За крај ќе ви кажеме една молба од вашето куче до вас. Немој никогаш да ми се лутиш и под казна да ме затвораш, затоа што ти имаш пријатели, работа и слободно време за дружење, а јас немам никој друг освен тебе. Чао.